Еве говоревме за борењето, претходно за фудбалот, двата спорта што се карактеристични и овде може популарни во Штип, но овде има и други спортови. Да. Каратето имаше шампиони на Македонија кои постигнува големи резултати на меѓународна сцена. 1993 година карате клубот Партизан го освои 5-то место во купот на европските шампиони. Основоположник на каратето во Штип е Миланчо Черкезов, Сашко Арсовски, Жарко Арсовски браќата и Емил Павлов, веќе кога го споменав Емил Павлов. Тој заедно со Зоран Шоров е единствениот штипјанец покрај Зоран Шоров што добива државна спортска пензија. Мислам дека и другите треба да добијат потик да се однесуваат како што и сега Емил Павлов се однесува на борилиштата. Емил Павлов освои 3-то место на Европа во меѓу сениорите во Македонија е најистакната личност. 2014 година во Финска беше прв, европски шампион стана, потоа во Баку беше трет и на европското првенство исто така беше трет. Значи, да кажам, ако продолжи вака, може да очекуваме да исполни и олимписка норма за Токио. Па медали освојуваа и Жарко и Сашко Арсовски од светски и европски првенства. Мислам дека можеше Штип да се гордее со карато и една девојка на последното европско првенство во Истанбул освои бронзен медал. Тоа е Ѓорѓиева девојка која има неполни 20 години и успеа да дојде до бронзен медал. Значи, тие се во моментов бисерите на штипскиот спорт треба да се негуваат и евентуално да им се создадат услови како на сите врвни спортисти во светот да исполнат норма и да ги видиме на Олимпијадата. Па и заради тоа ја пишав во оваа книга Патот до звездите. Патот до звездите што вие рецензиравте. Патот до звездите не се станува толку лесно да се стане звезда, ама кога се стане звезда, тогаш ги има сите бенефити спортистите и мора да се навикнат да работат студиозно, систематски. Ние имаме спортисти кои уште само што почнале малку и ги прекинуваат спортските кариери. Еве се случува Дејан Митров, можеше да продолжи, меѓутоа не продолжи понатаму. Дејан Богданов исто така можеше да продолжи, меѓутоа не ја продолжи својата спортска кариера, а можеше да постигне одлични резултати. Па тука има икс причини, организација на клубот, финансирање на клубот, луѓе што го водат клубот. Често слушавме во последно време, дошле едни, па дошле други, па трети. Ама ништо не се менуваат раководствата, а сето тоа се реперкуира и на животот на самиот клуб и еве се виде нема резултати, додека трае таа борба за власт во клубот, нема ништо. И сега да веруваме, ајде можеби нешто ќе биде со браќата Богданов и Дејан и Виктор. Смирена е состојбата во Балканец, мислам дека сега можеби добро се работи, меѓутоа се бараат резултати. Во спортот секој се бараат резултати. Го спомнавме и каратето, одиме имаше овде и кошарка на времето. Еве, јас напишав една книга за кошарката, мислам тоа е прва книга за кошарката, напиша и Славчо Трошановски една книга за целокупната кошарка во Македонија и таа книга остави траен печат и на Славчо Трошановски, меѓутоа мора да кажам дека Штип има голема традиција со кошарката. Прв град во Македонија е Штип, каде беше донесена кошаркарската топка 1932 година. Ја донесе Трајко Кошевалиски. 1933 година на 27 август во Штип се одигра и првата кошаркарска средба. Ќе се запамети 12 април 1962 година. Кошаркарите на Текстилици играа со Црвена звезда од Белград во рамките на осмина финалето на купот на СФРЈ. И многу други работи. Например, кошаркарите на Работник потоа беа прекрстени во Работник, Текстилец Работник, учествуваше во квалификациите за легување во втората кошаркарска лига, во Скопје се одржа, загуби од Железничар, од Чачак, многу со мала разлика во Кошеви, а за Железничар Чачак играше Кичановиќ. Да. Го чуваше нашиот Тодор Рибарски. Извонер на
изволнена генерација имаше тогаш екипата на Работник. Ама не успеа. Штета. 2015 година пак влезе во првата лига, не засусуваа финансии и се откажа. И значи кошарката е еден од постарите спортови, ама секогаш е горе-долу. Никако да се одржи на едно повисоко ниво и да биде стандарден прволигаш. Па не треба и кога зборуваме за кошарката, Штип ги даде и првите репрезентативци на Македонија. Учествуваа на државното првенство на Софраја во Субоца 1945 година, бидејќи во Штип беше формиран и првиот кошарки клуб во Македонија 1945 година по ослободувањето. Еве овде пишуваш дека првата средба е одиграна во основното училиште, ова денешно Ванчо Прке. И таму требаше да се направи спомен обележје. Имаше иницијатива, меѓутоа градските татковци не дозволија тоа да се направи. А интересно имаше и женска кошарка, па еве гледам овде 49-та година. 49-та прво место во Македонија. Прво место, биле шампионки и што се случи потоа со женската кошарка овде во... Па имаше уште една генерација, знам дека таму беа многу девојки чии татковци играа кошарка, ги заменија татковците, девојките, на Павле Ѓорѓиев, ќерката Снежана Ѓорѓиева, играше и за Штип, и за Кочини. Кочини, мислам, направи бум во женската кошарка. Се сеќавам дека Снежана Ѓорѓиева постигна рекорд на една средба во Кочини, постигнувајќи над 50 кошеви на една средба. Значи талентирана беше. И Арсова. Па таа замина во Америка, каде студираше на еден универзитет и играше за универзитетот во Америка. Навистина кошарката остави печат, меѓутоа штета е што сега нема кошарка, а имаме книга за кошарката. Добро, барем да се подсетат помладиве дека некогаш имало дури шампионска екипа, еве за жените. А атлетиката? Па во атлетиката... Зашто и на стадионот имаше патека на времето, па се одржуваа дури надпревари некои од републички карактери и они од малите олимписки игри. Мислам дека... И армиско првенство тука си... Интересно е дека тренер на атлетиката беше и Томе Коцев, поранешен борец и јас. Тренер. И успеа да биде и најдобар во Македонија. Во екипна конкуренција тогаш Брегалница го освои првото место. Ако не се лажам, околу 1987 година Балканец беше најдобар во Македонија, а Томе Коцев ја предводеше таа екипа. И исто така во Штип има неколку познати атлетичари. Ѓорги Маџаров учествуваше на трка на 5000 метра во Загреб, на државно првенство. Вера Иванова. Тоа се... Имавте и еден одач, Малинов, би се Малинов, така. Па имаме ултрамаратонец, Жикица. Во последно време каква е ситуацијата во кралицата на спортовите во Штип? Па нема, мислам дека сега повеќе ветераните се тие кои се носички во атлетиката, во кралицата на спортовите. Зоран Саздов и некои други. Млади нема. Да, нема млади, затоа што и немат услови. Се направи пешка патека, меѓутоа тоа не е тоа. Јас знам дека тешко може атлетиката да се патеката да биде асфалтирана, а таму да тренираат атлетичарите. Таква патека не е погодна за атлетичарите, а токму на градскиот стадион е изградена баш таква патека. Добро, доаѓа до повреди, не може да се тренира како што треба, до истегнувања. Треба услови за сите спортови. Ало, Павеле, веќе се вклучени во програмата колега Манев. Да, колега Јовановски, еве се јавам од спортската сала во основното училиште Тоше Арсов. Екипите веќе се подготвени за четврто коло, значи првото коло од вториот шампионат, вториот финален турнир што се одржува во нашиот град. Се полни салата во основното училиште Тоше Арсов. Веќе се подготвени сите екипи за настап во четврто коло, а во четврто коло ќе настапат екипите на 7 мај Тигар против Чаир, Лирија против Бучим, Радовиш, Балканец против 7 мај Алфа Прилеп и Спартак Ушкана.
Во петто коло ќе биде најзначајна средбата меѓу Бучим, Радовиш и Балканец Штип. Сега ќе ни кажеш ти, вака се осврнавме на спортот како човек кој ги следиш сите збиднувања уште од првите моменти на развојот на некој од овие спортови за кои што зборувавме, но се враќаме на твојата новинарска кариера, па ајде подсетине на некој пренос. Ти постојано ги пренесуваше средбите на Брегалница и на Балканец. Се сеќавам, Балканец ке се бори овде, почесто и разговори сме правили заедно. И вие правите преноси од борењето, меѓутоа за екипните спортови, екипните надпревари во борење, јас мислам дека јас и Павле Георгиев почнавме први. 1987 година ја пренесувавме средбата извор Балканец 5-5, кога Балканец стана шампион на Македонија. И исто така 1995 година средбата меѓу Бучим и Балканец. Тогаш Бучим стана европски светски шампион, а Балканец успеа да го победи Бучим во Радовиш со 6:4. Беше навистина тоа едно големо славие. Беа жестоки мечеви, тие дури имаше и на трибините, често препукување навивачи од Штип со 5000 публика имаше од Радовишани. Меѓутоа, таа публика што беше во Радовиш подосна, замина публиката подосна, се приклучи кон екипата на Бучим во купот на европските шампиони. Патува во Унгарија, во Италија, ги бодрија Радовишани. Значи, Чифригане свати дека треба помош од публика и тие доодеа со авион и прво возење со авион беше токму одењето преку Бучим Радовиш во Унгарија и Италија. Тоа се сеќава Тони Боки, Стефанов, кој постојано беше водеч на таа фаланга и учествуваше во сите тие креирање на резултатите како член на највачната група фаланга на Бучим Радовиш. Исто така и на Балканец. Се сеќавам и на нешто друго од Неапол, тамо Софијамед Оро се бореа, па мислеа дека се овде, демек во Македонија, негде излегоа со знамиња, оние зелени Бучим. Италијанциве не знаат што пишу и полицијата веднаш. Ги собреви овие знамиња, ќе си ги носите дома. Овде не. И потоа се сеќавам на тој Добро, меч. 1995 година Балканец со победата над Бучим прв пат во самостојна и независна Македонија ја освои титулата државен првак. Јас бев директор, Мите Николов, Нико Петров беше председател на клубот, Стојан Колев, мојот најдобар спортски другар, беше генерален секретар. Инаку тој беше и судија, боречки. Да, боречки судија. И веќе кога зборуваме за тие успешни приказни за спортистите, за легендите, јас би те замолил да направиш и еден портрет на Стојан Колев. Тој е пензионер, меѓутоа остави траен Сакаш печат. да кажеш има време. Па да. Кога сакам ќе можам да го снимам. Да, во секое време, со оглед на тоа што беше и добар борач, меѓутоа и одличен судија, судеше на светски и европски шампионати, немаше можност да замине на Олимпијада, иако беше со највисока X категорија, тогаш мислам дека заслужи, ама некој не му даде. Без да гледаш во книгите, можеш ли да кажеш колку титули има освоено Балканец Јас во шампионатите на Македонија? По моја оценка има 25 титули, меѓутоа забележувам во книгата за борењето има 23. Не се напишани 2 титули на Балканец, јас ги знам сите титули, меѓутоа тие што ја пишувале книгата можеби имале други податоци, јас ги имам други податоци. Значи 25 титули се на Балканец и токму Тоа оваа говориш книга... за онаа книга минатата година што излезе издадено од Федерацијата на боречи. Па таму има доста пропусти, таму дури и некаде искривена историјата на боречкиот спорт во Македонија. И некои борачи дури ме обвинија дека јас сум ја пишувал таа книга, а јас претходно издадов книга дека Балканец е со 25 титули. Ова е книгата што пишувам за Балканец, дека 25 титули има освоено досега. Па добро, затоа треба тие книги кога се пишува да се консултираат, ако не да бидат автори, барем консултанти, луѓе што живееле со тој спорт, а не дојдени 2-3 години, знаат се
ке седнат и пишуваат. Тоа е тоа. Пишуваат книга, а тоа останува историја. И сега ќе треба нова книга да напишеме за да има вистински податоци внатре. Така е. За жал така е. И кога веќе зборуваме за преносите, можам да кажам дека јас реализирав над 3000 радиопреноси од спортски настани. Од фудбал, борење, кошарка, ракомет, одбојка, пинг-понг и Значи, и ракетно моделарство. Жан и Сашко ги пренесуваше. Ги пренесував. Само да споменам дека не ги споменавме во разговорот ракетните моделари. Тие од 1996 година до 2000 година беа светски шампиони. Сите години ги освојува светските титули. 2000 година беше прогласен Лазар Андонов на ранг листа на најдобрите светски моделари во светот. Значи, има резултати, такви резултати кои се запаметени. Јас бев со ракетните моделари во Анкара 1997 светски воздухопловни игри имаше. Демирел, председателот на Турција, тогаш дојдов до него, го снимав. Мислам дека беше незамисливо да нема премиер или председател на држава на такви надпревари. Многу се ценеа тие надпревари. Македонската репутација освои 2 бронзени медали на тие светски воздухопловни игри. Меѓутоа, што се случи? Во Штип секоја година се организира светски купови. Во ракетно моделарство. Секогаш Штип преку тие светски купови се афирмираше. Последните години нема ништо од светските купови. Зошто е тоа така? Нека кажат градските татковци. Па некако се згаснува во Штип. Па ако направиме една анализа, сега, во овој момент, во Штип нема ниеден добар спорт. Квалитетен спорт што постигнува вровни резултати. Сега приматот го загубија и пинг-понгарите. Беа најдобри во Македонија, сега втори и трети. Одбојкарите учествуваа исто така во поранешна СФРЈ во втората лига. Беа и во втората лига и во првата Б лига на Југославија одбојкарите од Штип, одбојкарите на младост. Имаш повеќе од 3000 преноси, кажи ми дали имаш некој пренос што посебно ти е вака мил и на кој се сеќаваш почесто, кој ќе се вратиш во мислите назад на минатото? Па имам такви преноси навистина интересни. Морам да кажам дека токму на тие светски воздухопловни игри во Анкара сакав прв да ја пренесам вестот. Секој новинар бара би се обидува да биде прв кој ќе пренесе една убава вест за Македонија. И јас се обидував од аеродромот во Анкара. Меѓутоа нема линии и случајно најдов еден ракетен моделар од Словенија. Тие имаа мобилни телефони, поземив мобилен телефон, право директно на Радио Штип на македонското радио. 2 бронзени медали, директно од програма. Информацијата веднаш се пренесе. Што значи една таква информација? Мора да тоа да се цени. Меѓутоа добро, овој пример го кажа од фудбалот вака убав пренос кој ти бил најпријатен. Дали со Олимпија победата или некое дерби овде, Брегалница со Вардар? Со Вардар, кога Брегалница стана шампион во Купот на Македонија. Во Скопје игравме со втората екипа на Вардар, бидејќи Вардар директно се вклучуваше во 16 финалето и Брегалница играше токму во Скопје на негов терен. Средбата заврши 0:0. Голманот на Брегалница Драги Димитровски одбрани 2 пенала и така Брегалница стана шампион во Купот на Македонија. Интересно е дека Брегалница тогаш имаше најдобра генерација фудбалери. И продолжи понатаму Брегалница. Се сеќавам на 2003-2004 година. Вршев пренос од втората фудбалска лига на Македонија меѓу екипите на Братство од Ресен, ако се сеќаваш Братство од Ресен, се напреваруваше во втората лига, и Брегалница. Брегалница веќе речи си го освои првото место, го знаеме. Владко Костов беше тренер на екипата.
домакините се молеа да и се пуштат бодовите, меѓутоа Владко Костов како Владко Костов сака често да се бори. Кога стигнавме таму, тие знаеа дека Брегалница ќе си играе како што знае да играе. Беа аналитизирани рекетари. На самиот влез на стадионот почнаа да ги удираат нашите фудбалери. Јас почувствував дека нешто ќе се случи на оваа средба. Остана во соблекувалната, од соблекувалната вршев радиопренос. И на полувремето 10. Како изгледаше тој радиопренос? Гледаше па на гледам, теренот? има прозорецот беше цел стадион. Кон теренот. Кон теренот и гледам ги рекетарите како влегуваат во просториите на Брегалница. Веќе знам дека што ќе се случи. Почнаа да тропат. Влегува во соблекувалната. Ама јас не го прекинав микрофонот. Го оставив микрофонот и само реков Брегалница е нападната од рекетари. И тропање, ударат по фудбалери. Све се слуша. Се се слуша на програмата. А програмата на Радио Штипе слуша тогашниот началник на полицијата Ато Зафиров. Веднаш алармира во Скопје, централата во Скопје, за 10 минути дојдоа специјалци и се спаси линч на Брегалница. Спасив линч на Брегалница, на фудбалерите на Брегалница. Надпреварот заврши или? Заврши 1:1, меѓутоа не можеа во второто полувреме да се однесуваат така домакините и се спасивме, сите се спасивме, буквално јас се спасив. Да. Некој вака пренос каде што си немал проблеми, што ви рекле со кеф си го пренесувал, еве за ракетарите, тие моделарите, јави тогаш, ама некој пренос вака да ти легне и со уживање од почеток до крај да тече. Па преносот меѓу Брегалница и Милано, кога Брегалница се бореше за влез во првата лига, односно беше на четврта во втората лига и играше со Милано кој беше прволигаш во Скопје. Да. И Милано од Куманово, од Куманово, неверојатно одличен тим. Брегалница победи со 2:1, Новаков Трелес на голот, Димовски, водеа Кубановчани 7:0, па 2:1, беше пресврт. 2000 публика од Штип имаше. Исто така, 76 година на средбата Брегалница Каролман, кога Брегалница стана шампион, над 2000 љубители на фудбалот беа во Струга. Значи, колку Штипјани го сакаат спортот, а сега каде? И ти, кој ќе ги видиш, и ти добиваш инспирација за пренос. Па уште ако заигра добро... Па добро, јас секогаш вршев пренос од трибините. И таму беа љубителите на фудбалот. И кога вршам пренос и разговарам и со љубителите на фудбалот. Значи, контактирам и со нив. Интересно го правев преносот. И тие доаѓаат околу тебе и тие да кажат нешто. Така е. Па на Радио Штип имавме и посебна емисија за најавачите. Делувавме превентивно, педагошки за најавачите, да не прават ексцеси. Па најавачите група Фаланга. Успевавте ли од тој аспект вака малку да ги насочите кон едно коректно навивање? Па ги насочувавме, бидејќи... Како Радио Штип, мислам. 1993 година, неслучајно, Фалангата беше избрана за најдобра навивачка група во Македонија. Таму се дава оценки, Скок ја направи таа анализа и Фалангата пред се имените од Кочени беше прогласена за најдобра навивачка група. Добро, Киро, еве за кариерата твоја кажаве, за спортот во Штип, благодарики на тебе и твоите сеќавања и сите овие книги, разбраве и некои детали, па би се чини дека тука не застануваш сега. Кои се твоите следни акции? Имам напишано уште 2 книги, меѓутоа тие чекат подобри времења. Едната книга се однесува токму за еден мој близок сосед. Тука е роден првиот светител во Брегалничката епархија Гаврил Велички Светогорец. Јас до 13-та година бев се заедно со него и мислам дека многу ми помогна тој и неговата мајка Баба Гора. Втората ќе биде за севкупниот спорт, бидејќи оваа книга е до штипскиот спорт во 20 век. Меѓутоа, сега ја надградувам таа книга
со резултатите и на другите спортисти, бидејќи во меѓувреме Емил Павлов стана европски шампион. Да. Стана Ѓорѓиева трето место во Европа. Има и некои други резултати и тие ги ставам сите во една книга. Меѓутоа реков ќе мора да причекаме подобри. Дали ќе го видат светлото на денот, што викаме, тие две книги зависи од многу фактори. Јас поминав многу бурни денови во новинарството. Знаеш, 1998 година имавме пуч, политички пуч во Радио Штип, па дојдоа 2000 публика пред радиото, го одбранија радиото. Тоа не може да се случи сега. Незамисливо е како популарни бе, како Радио Штип беше популарно радио. Пуч политички 1998 година, 2000 година повторно се обидува да го преземат радиото на незаконит начин. Сите се боревме, да. И успеавме да го заштитиме радиото. Добро, реков на почетокот, ти си хроничар, новинар, истовремено и публицист, издаде многу книги и во сите овие книги практично е содржан штипскиот спорт од првите мигови тамо по Втората светска војна, па еве со оваа книга што ќе ја довршиш до денешни денови, а за нашите гледачи на крајот да кажам дека тоа беше мојот почитуван колега Кирил Манев, жива енциклопедија и легенда би рекол на штипскиот спорт и штипското и македонското спортско новинарство.